Заштитата на човековата средина суштински ја содржи и заштитата од загадените води, во прв ред отпадните и индустриските води. Амандманот 30 од Уставот на Југославија предвидува заштита на човековата средина од опасностите што го загрозуваат животот и здравјето на човекот. Во врска со оваа уставна одредба се подготвува и посебен сојузен закон, а неодамна во Белград е формиран и Совет за заштита на човековата средина со низа задачи. Проблемот на загадените води во Македонија за среќа нема алармантни размери. Тоа се должи најмногу на сегашниот степен на индустријскиот развиток и на можноста на Вардар, нашата најголема река, од самопрочистување, така што таа од Демир капија надолу е наполно чиста. Но сепак проблемот постои во Скопје со индустријата, како и со градската канализација. Потоа, втор загадувач по големина е Тито Велес. Неговата индустрија со фабриката за масло, фабриката за свила, фабриката за порцулан и други. Хидрометеоролошкиот завод во Скопје систематски врши мерења на степенот на загаденоста на водите. Според досегашните резултати, регистрирани на Вардар, тој во својот ток од изворот до Гевгелија се дели на неколку делници, во смисол што од Вруток до Дервенската клисура тој ја има задржано пропишаната прва категорија. Од Дервенската клисура до напуштањето на нашата територија, поточно до Гевгелија, тој ја има втора категорија. Категоризациите се одредени со соодветни наши прописи и тие редовно се контролираат. Веднаш да напоменеме дека Вардар е загрозен на подрачјето на градот Скопје и Тито Велес поради комуналните отпадни води и индустријските капацитети лоцирани на тоа подрачје. Во прилог на оваа тврдење дека Вардар не е загаден во таа мера идат и последните резултати што се извршени во текот на 1900, што се добиени од мерењата извршени во текот на 1970 година, во интервал од 3 месеци, кога се одвиваше континуирано мерење секоја неделја, а во еден кус период од 4 дена имавме мерења секои 3 сата перманентно. Најкритичен момент на загадувањето на водите се бележи во летните месеци во периодот на критичните осцилации на водите. Тие осцилации доваѓаат во такви мери да доваѓаат далеко испод нормалата и имаме во нашите водотоци минимални протоци кои при таквите случаи располагаат со големи концентрации на отпадни материи. Ние од испитувањата кои ги извршиме во овие карактеристични месеци забележивме дека само од Скопското подрачје имавме зголемување некаде околу 17 тони на амонјак, потоа нитратите беа зголемени за околу 210 тони. Ваквите количини према потечението према Тито Велес се намалува, но сепак од самото градско подрачје на Тито Велес имавме известни скокови. Тие не беа во таквата мера како што беше на Скопското подрачје. Таму се забележи дека амонјакот е некаде околу 8, зголемен за 8 тони, а нитратите некаде околу 120 тони. Потечението на водотекот доваѓа до исталожување на ваквите материи, така да квалитетот на водата по однос на овие параметри се подобрува низводно. Ова се отпадните води на Охис, еден од најголемите загадувачи во Скопје. Пенливите детерџенти на оваа индустрија бактериите тешко ги разредуваат затоа што долго се пенат. Постојат тврди и меки детерџенти. Меките се разградуваат, па затоа во светот е исклучива ориентација на нив. Во Охис се преземаат мерки, но тоа се изгледа се уште недоволни. Пред 2 години водите на оваа индустрија се меша со Маркова река и му нанесуваа големи проблеми и штети на околното население. Сега овие води се канализирани во Вардар, но не би можела да се рече дека во себе не содржат штетни материи. Риболовци се среќаваат само до вливањето во Вардар, а надолу не, бидејќи хемиските состојци ги трујат рибите. Овие води негативно влијаат и врз растенијата.
Овој канал овде што тече, бидејќи му беше правецот за Умаркова река да се симиња. Добро, ама тамо не регулисано добро и го бутна тоа што беше осигурањето на каналот и постепено почна да го јаде каналот и дојде до веќе да заврти да ми ја прегради нивата, да ми остане преку канал, да не можам нигде да влезам. Та за тоа среќа пак го пробуши насипот, кој ја многу пати сум отишол у Ацетиленка, се жалев, ми викава тужи. А ја не знам никако да тужам, што да изборам, како ќе да ги тужам ја кога село ги тужеше, селото изгуби, коњите им, нозите им попаѓава и не се зеде у обзир ништо. И реко, што ќе тужам ја един, како село не можеше да ги победи. Тоа е фабрика, не може никој да ги савлада. И после тоа, ние, мислејќи кога ги вода е ова, не сме знаеле да била отровна, се преварив пред 2 години, пуштив, навадив бавчата, имав пипер, патлиџан, дрва имав праски и насадени. Ево ова вака, све ми беше, садници имав околу 780 садници насадени и све се поништива и од нив ништо не остана више. И кој е култули негде што било понависоко, волуе и ден денеска. И сум на мнение за да ги искоренам скроз. Чак што и другата година не ми роди нивата како што треба. Во Вардар се вливаат и отпадните води на Скопската железарница, која е еден од големите потрошувачи на вода. Ова се бистрите води од изворот Рашче, која кружи низ погоните на Скопската железарница и ја лади затоплената вода. Потоа, оваа вода истечува во Вардар. Во канализацијата со оваа вода се мешаат отпадните води на фабриката за кожи и така во известна мера и таа е загадена. Би била голема количината на загадени води во колку железарница да би изфрлала директно загадени води во водојомот реката Вардар. Имајќи го предвид тој факт дека законот не дозволува изфрлање на такви води, железарницата уште во почетокот на своето, мислам, оформување на системите водени, правела затворени циклуси на тие води кои не смеат да се фрлат во водојомите. Така да денес ние немаме ни една вода технолошка која не одговара на прописите за изфрлање во јавните водојоми. Најголемите непријатели на животот во водите и околу нив се микроорганизмите, кои се множат во градската канализација и во отпадните води, како на пример во Скопје од фабриката за млеко и така натаму. Тие организми го трошат кислородот, така што животинскиот свет е осуден на постепено изумирање. Отпадните води содржат и токсични материи, кои, поврзани со микроорганизмите, ја пресечуваат биолошката поврзаност на планктонот, тоест алгите, и живиот свет, тоест рибите. Секако, настанатата измена на состојбата на загадноста на водите кај нас во Македонија допринесе да се то одрази и на рибниот фонд во Македонија. Бих бил во тоа нешто и конкретен. Така, например, порано познато беше дека во регионот на Скопје можеше да се лови то многу често пастрамки. Меѓутоа денес тие веќе воопште во регион не се среќават. Причина секако е тоа што настана големо загадување на регионот испод Тетово, од каде што углавно доваѓаше пастрамката во овој регион, конкретно Јегуновци фабриката, порано баралишто за хром на Радуша и слично, значи.
Това е еден од примерите. Другиот пример е низводно од Скопје, каде што проблемот на загадувањето на водите е нешто посериозен. Во овој дел на Вардар и притоките од Вардар се среќава видови риби кои што се така со поголем степен на осетливост. Не пастрмката кој што е најголем степен на осетливост има во однос на загадноста, али сепак што реков поголем степен тоа е на пример крапот, сомот и јегулата. Овие риби во овој регион скоро се практично исчезнале. Во Титов Велес еден од загадувачите е фабриката за масло. Подобрена е состојбата од пред 2 години, кога капењето на Вардар беше практично невозможно поради масните материи од фабриката што се наталожуваа на брегот. Не информираа дека сепараторот, кој редовно сега работи, ги разредува масните материи, меѓутоа не до таа мера отпадните води на фабриката да бидат безопасни. Темната кафеава боја најдобро говори во прилог на тоа. Овој канал ги собира и отпадните води на топилницата за олово и цинк, која сега работи во смален обем. Таму е изграден систем на постројки за прочистување на тешките води, кој гарантира прочистување, но со него се уште не се опфатени сите води од кругот на топилницата. Кога тоа ќе се стори, проблемот ќе биде наполно решен. Топилницата го изгради овој објект за прочистувањето на отпадните води, за да ги задоволи сите оние законски прописи кои се пропишани по законот, и овај објекат не чинеше доста, изнад 1 милиарда стари динари, и има за намера да сите отпадни води бидат пречистени пред да одат во река Вардар. Во одделението за бојадисување од фабриката за свила во Титов Велес, секојдневно истечуваат преку 50 тони вода на час. Инженерот-технолог смета дека се тие безопасни. Меѓутоа, повремено бабуна е црвена од бои и детерџенти што се додаваат при бојадисувањето, а кога тоа не е, самите детерџенти се своевидна опасност. По оваа река течат и алкалоидни раствори на фабриката за порцулан, која троши на час по 70 тони вода. Конечно, погонот за вар, кој директно ги труе рибите, го доуништува живиот свет на реката Бабуна, која пред известно време важеше за најчиста река во нашата република. Ова е оловно-цинковниот рудник Саса. Веднаш пред него е преполното таложиште во големина на фудбалско игралиште, а веднаш под него новото, кое исто така ќе се наполни за кратко време. Овде е положбата алармантна, бидејќи матните води, како смола од отпадната руда и хемикалиите, наполно го ништуваат вегетативниот и растителниот свет, а го застрашуваат и животинскиот свет во вештачкото езеро Кариманци, кое представува акумулација за 28.000 хектари плодна земја во Кочанско. Зеленилото кај брегот на овој матнеш веќе го нема. Директорот на САСА, Велјан Цавировски, не сакаше да зборува, а требаше пред јавноста да објасни, например, зашто нередовно се работеше на создавањето на новото јаловиште, и бидејќи и неговото ветување порано беше дека за 3 месеци положбата ќе се подобри. Во загадувањето на водите учествува и фабриката за целулоза во Кочани.
разговор по овој проблем водеа представник на фабриката и представници на водостопанското предпријатие Брегалница. Повелете. Отпадните води од целулоза, за кои хемиски состав не го знам, какви што се сметат на оризовото производство, со тоа што у почетокот при сеењето и при ртењето на оризот не му дозволува да тој изникне над водата. После одредено време на вегетирање, кога почнува да бртими, тоест после месец и пол до 2 од сеењето, таа вода иста онаква со сите своји својства не му више пречи на оризот. А додека не изникне над водата, ствара скрама од целулозни влакна и не му дозволува да поникнува. Самата вода од целулозата во себе содржи многу мали проценти на целулозни влакна. Така, например, жарениот остаток од водата која испаѓа од нашата хемиска индустрија излегува 0,2 грама на литар. Тоа е на мала количина. А самите целулозни влакна, кои са, може да се рече, многу мали и немат своја димензија, они биват понесени со водата, а понатамо во есенските преработки на земјината почва, они служат како ѓубрево. Тачно е да во моментите на ртењето на оризот и излеговењето, во оние региони на полето каде исклучиво се нанесува наводнување со оваа вода, доваѓа до малку сосема сметање на правилниот развој на оризот. За оризопроизводството оваа вода има големи штети затоа што како оваква не може да се употреби во почетокот на вегетацијата. Причина е тоа што ситните целулозни влакна не дозволуваат на оризот да поникне, бидејќи се налепуваат околу ракулецот и не му дозволуваат да се подигне, тој нема таа енергија. И затоа во почетокот на вегетацијата при оризопроизводството, ако се употреби оваа вода и со 50% разблажување или 3 дела, дури и со 3 дела ако употребиме вода обична од оризарска река и оваа вода, пак не може да се постигне принос затоа што не може да поникне нормално оризот. Охридското езеро е под посебна грижа на општеството. Па сепак градската канализација, индустријските капацитети, а особено реката Сатеска придонесуваат тоа постепено, но сигурно да губи од својствата со кои природата богато го надарила. Сатеска секојдневно трупа материјал во езерото. Веќе 10 години со своите наноси му го одзема едното од најубавите својства бистрината, па се поставува прашањето што ќе стане по 1 до 2 децении со тој дел од езерото и не е ли крајно време таа да се врати во старото корито во Дрим. Врска со водите на Охридското езеро секојдневно се вршат мерења во хидробиолошкиот завод. Затоа му се обративме на директорот на заводот, доктор Борис Оцевски. Денеска многу се пишува изборува и изнесува за овој проблем. Меѓутоа, во нашава средина малку се остварува тоа на дело. Во некои земји се применуваат драстични мерки за таа работа. Така во сојузната држава Кентаки, во САД, е основан дури и еколошки суд, кој, иако пресудите се благи, они имаат големо значење. Например, еден собственик на стаклена оранжерија е казнен со $500 само заради тоа што одвишокот на стаиското ѓубре, кое немал кај да го смести, едноставно го спалил. А додека кај нас, во нашава република, се прават многу поголеми еколошки престапи и за тоа никој не се зима на одговорност. Така, например, би го зеле Охридското езеро, кое оно представува
големо богатство на нашата земја. На ова наше природно благо, природата му подарила се што му треба. Чиста, кристална, бистра вода, населена со ендемичен и реликтен жив свет, кој денес и текако побудува жив интерес кај врвни научни кругови во светот. Со експанзијата на угостителско-туристичките објекти, со интензивната индустријска изградба, проширување на градските, приградските и селските населби, отпадните води, пред се фекалиите и индустријските отпадни води, овозможуваат да се на дезерото појавува мечот на деградацијата. Загадувањето и чука на неговата врата, на неговиот брег, на неговата вода. Регионален просторен план, кој се наоѓа во фаза на усвојувањето, главно внимание посветува на заштита на природниот амбиент. На овој основен постулат подредени се сите проекции и визии за развој на туристичкото стопанство и другите дејности сврзани за ова крајбрежје. Според овој план, проблемот на канализацијата се решава на еден мощно целисходен начин. Се предвидува сите фекални маси од Охридското крајбрежје и од Струшката и од Охридската страна да бидат транспортирани некаде до 7-8 километри низводно од излезот на Дрим кај Струга. Таму е предвидено да постои една хемиско-биолошка пречисна станица, која, барем според оценките на стручњаците, со 99% би ја пречистувала фекалната маса и така пречистените води би ги испуштала во Дримот. Загадувањето на водите е еден од повеќето проблеми од областа на заштитата на природната средина. Покрај законските регулативи, сите слоеви на општеството се повикани за заштита на средината, бидејќи таа е негова и влијае директно на него. Доколку е поприродна, дотолку се човековите екзистенционални можности поголеми.